Пресудата не сум ја прочитал, можам да кажам од она што е објаснето по медиумите во интервјуто на Deutsche Welle од председателот, јасно објаснето. Практично тоа се усвоени барањата на адвокатот на одбраната. По едниот основ дали постоело воопшто сомневање, Врховниот суд практично не може да расправа. Врховниот суд во принцип по барање на заштита на законитост, ако говориме правен лек, воопшто не е во ситуација, ниту има можност да ги цени фактичките прашања. Тоа се прашања во кои што има увид во контрадикторна расправа, судот што одлучува за прашањето. И токму затоа по правните лекови, особено по врните правни лекови, воопшто не се расправаат тој тип на правни прашања. Јако што знам, дури во постапката пред првостепениот суд и пред апелација долго експлицирано ова прашање и практично е оставено на судот кој ги сослушува аргументи да оцени дали смета дека е разумно, дека постојат некакви сомневања. Тука наспроти она што го тврди председателот на Врховен суд, дека треба некој доказ да се презентира, не се презентираат во таа расправа фактички докази во смисла на изјави на сведоци, материјални докази и слично, туку обвинителот ги објаснува доказите со кои што располага, во мера во која што треба да се види само разумно дека тоа не е сосема арбитрерно. Бидејќи тука не се бараат, не знам колкави степени на докажаност, не е тоа расправа по обвинение или за вината, туку само треба да е очигледно дека не се работи за арбитрерна одлука. И тоа е вообичаена пракса. Второто прашање за кое што се повикува Врховниот суд, тоа е навистина правно дискутабилно до некаде прашање. Меѓутоа е многу чудно што наспроти комплетната досегашна практика на судовите, јавното обвинителство зазема едно релативно многу либерално становиште. И тоа е малку чудна практика во подново време. Нашето обвинителство се залага наспроти практиката или оно што е вообичаено во светот каде што обвинителство да се залага за ефикасен кривичен прогон. Нашето обвинителство одеднаш е загрижено за правата на обвинетите, за законитоста на доказите и така работи, против на интересите за кои што му се првична обврска, што покажува дека тие се повеќе политички мотивирани. Во досегашната практика никогаш не е поставено ова прашање што сега се дебатира, иако велам дека на некој начин на кој што е напишана една конкретна одредба на која што се повикува одбраната, дека би можела дури навистина правно да се дебатира. Но еве ја ќе ви кажам дека обвинителството традиционално кај нас не само што не било за балансирање на интересите, туку секогаш било напротив многу отворено рестриктивно за правата на одбраната. Ние кога го носиме законот, оригиналните предлози за овие решенија беа дека, например, ако не докаже обвинителството дека има основано сомневање да се санкционира не само со неодобрување на притвор или слична мерка, туку да му се запре правото на гонење, за да не бараат неосновани притвори. Тогаш тие очи сакаат да не извадат за овие предлози. Разбирате? Одеднаш кога сега се они нешто ултра фини и ги прифаќаат директно аргументите на одбраната. И тоа е малку навистина чудно. Од далеку се гледа дека идејата е да се комплетно да се блокира САЈО и дури не е ни логично, морам да признам, во една ситуација каде што фактичката ситуација покажа дека основаноста за бегство е реална. И тоа му е јасно на секој нормален граѓанин дека тоа решение за притвор, барањето за притвор било разумно. Одеднаш сега нашиот Врховен суд изиграва некаков ултимативен авангарден борец за човекови права, што никогаш не било случај ниту со нашиот суд, ниту особено со обвинителствата од овој тип. Така што се работи очигледно за една политичка битка меѓу две гарнитури.